Добар ден, ученици! Се викам Јулијана Талеска, наставничка по македонски јазик од основното училиште Климент Охридски од Прилеп. Денес во училница ќе зборуваме за ликовите во романот Малиот принц. За самата книга и за авторот имате друг Едуино час од моите колеги и него ќе си го следите, а на овој час ние ќе се фокусираме само на ликовите. Ќе зборуваме што сакал да каже авторот за оваа книга, ќе ги анализираме ликовите, ќе ги разбереме пораките кои што ги носат ликовите низ нивното действување во романот, ќе добиете задача поврзана со нив, ќе го провериме знаењето и на крајот ќе заклучиме се што чувме и видовме на овој час. Ќе започнеме со еден извадок од Малиот принц. Јас го нареков "Љубовта не прави единствени". Ова е делот кога Малиот принц се среќава со лисицата. Тие што го читавте романот сигурно ќе го препознаете делот. Тогаш се појавила лисицата. "Добар ден", рекла лисицата. "Добар ден", учтиво одговорил Малиот принц. Се свртил, но не видел ништо. "Јас сум тука", рекол гласот. "Под јаболкницата." "Кој си ти?" прашал Малиот принц. "Ти си многу убав." "Јас сум лисица", рекла лисицата. "Дојди да играш со мене", и рекол Малиот принц. "Многу сум тажен." "Јас не можам да играм со тебе", му одговорила таа. "Оти јас не сум припитомена." Прости", рекол Малиот принц. Но поразмислил малку и додал. "Што значи тоа припитомена?" "Ти не си од тука?" го прашала лисицата. "Што бараш тука?" "Јас барам луѓе", одговорил Малиот принц. "Што значи тоа припитомена?" "Луѓето", рекла таа, "имаат пушки и ловат. Тоа е многу незгодно. Тие исто така одгледуваат кокошки. Заради тоа се интересни." "Дали ти бараш и кокошки?" "Не", рекол Малиот принц. "Јас барам пријатели." "Што значи тоа припитомена?" "Тоа е една многу заборавена работа", рекла лисицата. "Тоа значи создавање врски." "Создавање врски?" "Па се разбира", рекла лисицата. "Ти за мене си само едно обично дете, слично на стотици илјади деца. Јас немам потреба од тебе. И ти исто немаш потреба од мене. Јас за тебе сум само една лисица слично на стотици илјади лисици. Но ако ти мене ме припитомиш, ние ќе имаме потреба еден од друг. Ти ќе бидеш за мене единствен на светот. Јас ќе бидам за тебе единствена на светот." Го одбрав овој извадок, ученици, бидејќи тоа е стожерот, основното што самиот автор сака да ни го каже во оваа книга. Дека љубовта не прави единствени. И затоа ќе зборувам за овој роман како роман за љубовта. За она безусловна, вистинска љубов кон оној што си го припитомил, односно кон оној што си го засакал. Ако се вратиме на текстот и зборовите кои што се со сино и задебелени, припитомени, припитомил, тие можат да се променат со зборот засакал. Кога ќе го прочитаме така, ќе сватиме всушност што барала лисицата од Малиот принц и која лекција таа му ја кажала во нивниот разговор. Оваа книга ни зборува за љубовта, ни зборува за пријателството и за создавањето врски. Но исто така таа ја потенцира и одговорноста која што ја имаме кон нашите пријатели, односно кон луѓето кои што ги сакаме. Таа исто така ги критикува возрастните, ги покажува нивните слабости и низ она што го прават децата и како тие го восприемаат светот, ни покажува како треба тој свет и тој наш живот да го живееме. Ќе започнеме со Малиот принц, со ликот кој што е главен и најважен лик во целиот роман. Тој е чист и невин патник од Вселената, со кого раскажувачот се среќава во пустината Сахара. Малиот принц, пред да слета на земјата, поминува
низ неколку планети, малечки планети, во кои што запознава различни луѓе, и сите тие се возрастни, и низ разговорите со нив ги открива нивните слабости. Кога ќе стигне на земјата, малиот принц најпрви не ученик, а потоа станува и учител. Неговата пријателка лисицата го учи за љубовта и му дава лекции за животот. Тие лекции за животот потоа малиот принц ги пренесува на својот нов пријател, пилотот. Малиот принц е многу интелигентен. Тоа го гледаме кога, уште од самиот почеток, кога ќе го препознае цртежот број 1 од нараторот. Тој гледа змија боа и знае дека тоа не е шапка. Иако доаѓа од друга планета, малиот принц ги дели истите емоции кои што ги имаме и ние. Тој се плаши од смртта, поточно се плаши од патувањето кое што му го овозможува лисицата, силно ја сака својата роза и копне ја да ја види, се грижи за безбедноста на својот нов пријател кога ќе се приближи змијата во бударот. Малиот принц ученици е детето кое згаснало во секој возраст. Тоа е символ на невиност, на љубов, на нежност и љубопитност. Иако низ целиот роман ние зборуваме за него како дете, немаме информации дали навистина се работи за дете. Физички тој изгледа како дете, но со оглед на тоа што доаѓа од друга планета, ние немаме податоци за неговата возраст. Пилотот или нараторот во книгата има многу силни поврзаности со самиот автор. Кога ќе ја земеме биографијата на Екзюпери, ние можеме да најдеме сличности и во она што самиот пилот пишува. Тој ни ја раскажува книгата, но исто така тој е и лик во книгата. Тој е пријател на малиот принц, возрасен човек, кој што се откажал од детето во себе, бидејќи така сакал светот во кој што живее. За да може да стане пилот и луѓето да го возрастните, да го сваќаат сериозно, тој морал да се откаже од детето во себе. Зашто подоцна и жали. Се откажал од цртањето, бидејќи возрастните сметале дека тоа не е сериозно. Символиката на откажувањето од цртањето можеме да ја гледаме како откажување од креативноста. Најчесто возрастните се откажуваат од многу работи поради тоа што се обземени со своите обврски и така ја губат креативноста и фантазијата. Не е случајно тоа што првиот цртеж е тест колку останало детето во тебе. Пилотот доживува несреќа и со својот авион паѓа во пустината Сахара. Таму поминува 8 дена и на крајот успева да го поправи авионот, но не успева болката во срцето што ја има по малото човече да ја надмине. И до самиот крај во книгата тој се надева дека тоа момче ќе се врати некогаш на планетата Земја повторно. Низ комуникациите со малиот принц, она што малиот принц му го раскажува, особено делот со лисицата, пилотот доживува низа трансформации. Малиот принц кај него го буди детето. Му покажува како се сака, која е смислата на љубовта, што е тоа пријателство. Многу работи пилотот учи од комуникацијата со малиот принц. Одиме понатаму. Ружата или розата е следниот лик кој што е исто така многу важен за овој роман. Тоа е цвеќе кој што има проблем со искажување на љубовта кон малиот принц. И поради тоа принцот заминува. Во текот на приказната, таа постојано ги окупира мислите и срцето на малиот принц. Иако се појавува само во неколку поглавја, таа е клучна за романот и незината гордост и природа прават кај малиот принц да се налути, да ја напушти планетата и да замине да истражува. Но, иако заминал далеко од својата роза, цело време малиот принц во своето срце ја чувствува потребата да ја види и копне по љубовта кон неа. Во најголема мера розата е суетна и наивна, но сепак времето кое што малиот принц го поминал со неа, го прави него обврзан можеби на некој начин, да се грижи
за неја повторно и да ја сака, односно да ја види. Во повеќе критики, критичарите зборуваат дека розата е символ на Сент-Екзюперовата сопруга Конзуел. Може тоа да го сметаме како точно, но можеме да одиме и поопшто, односно дека розата е символ на саканата или на саканиот. И поради таа роза, малиот принц дознава дека она што е најважно е невидливо. Тоа може да се види само со срцето. Да сакаш некој, значи да бидиш одговорен за некој. Следен лик е змијата. Таа е првиот лик кој го сретнува малиот принц кога доаѓа на земјата. Супериорен лик, свесна е за својата моќ, многу е сигурна во себе, таа постојано зборува во загадки, покажува колку е мудра со тоа, му е нуди на малиот принц можност да се врати на својата планета со тоа што ќе го касне, и така малиот принц и успева да замини. Лисицата е клучниот лик во романот, таа е учителката на животот. Нејзините лекции го поучуваат малиот принц, го поучуваат и пилотот индиректно, но и читателите на книгата научуваат од неа најмногу. Низ разговорот со малиот принц, лисицата укажува на 3 важни лекции. Само со срцето може да се види правилно, оддалеченоста од саканата роза и времето поминато без неа прави малиот принц да ја сака розата повеќе, со љубовта доаѓа и одговорност. Лисицата се појавува во вистински момент. Во времето кога малиот принц е разочаран од тоа што констатира дека неговата роза не е единствена. Тој гледа поле со рози, сите се исти на незината роза и се разочарува. Но лисицата го убедува во спротивното. Таа бара да биде припитомена, односно да биде сакана од малиот принц, и тој процес на спријателување го води низ сите работи кои што се важни за едно пријателство. Често гледање во слично време, дружење на исти места, имање исти интереси, споделување тајни, и дури и на крај на самата средба лисицата ја покажува својата зрелост на вистински пријател со тоа што, иако многу го сака малиот принц и сака да биде со неа, таа сепак го советува да оди и го пушта да замини кај својата сакана роза, иако за тоа многу страда. Ликовите, кои што се сопственици на некој начин или жители на малечки планети, се ликови кои што се директна критика кон возрастните и кон нивните однесувања. Првата планета која што ја посетил малиот принц била планетата каде што бил кралот. Се среќава со него и кралот цело време тврди дека владее со целиот универзум. Иако кралот звучи многу убедливо, неговата моќ или неговото владење е празно. Тој е во состојба да им заповеда на луѓето да го прават само она што очекува дека ќе го направат, односно што е очекувано од самите луѓе дека и без да им го рече тоа ќе го направат. Така што кралот е символ на оние луѓе кои што владеат или се сметаат себе си моќни и многу важни. Но ако го нема народот кој ги поставил на таа позиција или кој ги одржува во таа позиција, нивното владење нема смисла, како што владењето и на овој крал навистина нема смисла. Тој се обидува да го задржи малиот принц на својата планета, бидејќи така ќе добие смисла неговото владење, но малиот принц нема интерес да остане на планетата. Во втората планета, на дуенкото, волбаджијата или вообразениот, е символ на оние луѓе кои што имаат високо мислење за себе и веруваат дека се најубави и најинтелигентни. Таквите луѓе имаат неизмерна потреба да бидат центар на внимание и секогаш да бидат пофалувани. Тоа е здодевно и затоа малиот принц заминува од таа планета. Фенерџијата или
Пали гасначот, на прв поглед изгледа како залуден лик. Ама тој е единствениот лик од овие возрастни ликови на малите планети на кои што малиот принц се восхитува. Тој се восхитува на неговата посветеност, па вели дека може да биде негов пријател. Според мене, фенерџијата ги символизира оние луѓе кои што се силно врзани за традицијата, па дури и по таа цена тоа да им прави штета или да им предизвикува болка. Луѓето кои ако не ја работат работата што ја работеле предходно, нема да знаат што да прават со себе. Или можеби луѓето кои што работат некоја работа подеднакво исто без да се прилагодат на новите услови. Па иако се околу нив се менува, тие си се држат за тоа што си го знаат, си читаат од своите пожелтени ливчиња, може да се каже символично. Пијаницата е еден тажен лик кој цело време пие, бидејќи се срами поради тоа што пие. Тој е символ на оние луѓе кои што немаат сила да се соочат со својот проблем, не можат да го надминат проблемот и свесно уште повеќе заглавуваат во него. Бизнисменот е символ на луѓето кои што не знаат да си го живеат својот живот. Тоа се луѓе кои што постојано се во трка, работат и занимаруваат се наоколу. Ги занемаруваат оние малечки нешта кои што ги прават всушност среќни. Тоа се луѓе кои што имаат пари и постојано заработуваат и како заработуваат се повеќе и повеќе потребата за пари им се зголемува. Бизнисменот е вистинска карикатура за денешните возрастни. Географот е човекот кој што пишува многу големи книги. Тој сака малиот принц да истражува за него и географот е символ на оние луѓе кои што се теоретичари, кои што немаат искуство и работите ги дознаваат само врз основа на истражување од својата канцеларија. Така што немаат реална слика за животот и за неговите случувања и при донесување на процена тие не можат да донесат вистинска процена или вистинска одлука. Други ликови, кои што не се многу обработени, но сепак се споменети, се скретничарот. Тој е оној кој што потврдува дека возот постојано вози несреќни луѓе од едно до друго место и дека само децата знаат да се радуваат на возењето во возот, возрастните се секогаш замислени, задлабочени во своите мисли и не се смеат додека се возат. Продавачот кој продава апчина што ја гасна джетта е на некој начин символ на современиот човек кој што се обидува да заштеди време со низа безсмислени постапки и мисли дека навидум добива време, ама во реалноста работите не стојат баш така. Турскиот астроном е лик кој што ја открил планетата на малиот принц, но поради тоа што бил облечен во турска носија, за тогашниот европски свет не делувал доволно сериозно, па не му поверувале. Откако се облекол соодветно, тие му веруваат. Тој е символ на стравот од различниот од нас и од бивноста која што се создава кога ќе видиме некој што не е ист како нас. Розите во полето ги символизираат луѓето, односно истоста на луѓето. Тоа се оние луѓе со кои што немаме никаков однос, односно не ги познаваме. Не ни се припитомени, што би рекла лисицата. Се надевам дека оваа анализа ви ги разјасни малку работите. Треба да имате предвид дека Малиот принц е филозофска книга и дека е и за деца, но и за возрастни, и дека секое ново читање ќе ви открива нови работи. Затоа, вратете се на оваа книга по неколку години и размислете уште еднаш што сакал да каже авторот. Јас премив за вас неколку задачи. Може да изберете активности, со тоа што најпрвин ќе си изберете еден лик од книгата, кој ви се допаѓа најмногу.
Може да го нацртате и да го обоите. Исто така може со пластелин да го направите или од хартија да го направите. Еве овде имаме изработки од моите ученици кога ја работевме на час лектирата, ја направија лисицата со оригами. А исто така направија и убави малечки пластелинчиња. Може да направите мисловна мапа, може таа да ја напишете рачно, но може да го искористите оваа врска и многу едноставно да ја направите мисловната мапа со тоа што ќе ги излистате карактеристиките на ликот што вие сте си го одбрале. Може исто така да направите и постер да изгледа вака слично, со тоа што ќе изделите некои мисли, а ги има премногу во самата книга, и ќе ги илустрирате со нешто што символизира дел од самата книга. Може и да се преправите како Малиот принц или како некој друг лик и да се фотографирате. Преклопи го листот е активност во која што, како што гледате на самата слика, го преклопувате 2 пати листот и одозгора цртате еден лик кој што сте го одбрале, а внатре, на левото крило, давате опис физички на ликот, од десната страна давате внатрешен опис, што мисли, како се однесува, дали е добар, дали е лош, и во средината запишувате зошто сте го избрале тој лик. Во однос на физичките карактеристики, како што забележавте, и јас многу не навлегов, бидејќи немаме многу податоци, но користете ја слободно вашата фантазија, па како што вие си ги замислувате ликовите, така опишете ги. На самиот крај да го провериме она што го чувме. Најпрвен може да си направите една активност која што се вика возење со воздушен балон. Замислете се дека сте во еден балон заедно со сите ликови од романот. Се случува некоја несреќа и балонот почнува да слегува надолу, да се тише бидејќи има многу луѓе внатре. Потребно е да останат само тројца на балонот, за балонот да остане во воздух. Изберете 3 ликови, на тој начин што ќе си дадете критериуми според кои ќе ги одберете тие ликови. Може да одберете ликови кои што се добри, ликови кои што се грижат за другите, ликови кои што ги учат луѓето. Одберете вие критериум и оставете тројца во балонот. Втората активност е еден квиз во Кахут што ви го подготвив, кој што се однесува на самите ликови. Предизвикот е пред вас, слободно решете го. И третата врска е една активност направена од мојата колешка Розе. И таа активност ќе ви отвори една сложувалка, која што на крајот ќе решите што е точно, што е погрешно, ќе ви се отвори една фотографија, за која што не ви кажувам, вие самите ќе си ја видите и ќе си откриете што е. Заклучокот ќе ми бидат 5 извадоци од мисли кои што самиот автор ги интегрирал во текстот и кои што се важни лекции за нашиот живот. Еве ја мојата тања. Многу е едноставна. Вистински се гледа само со срцето. Суштината е невидлива за очите. Многу е потешко да си судиш себе си, отколку да им судиш на другите. Ако можеш да си судиш себе си правилно, значи ти си вистински мудрец. Пустината е убава, рече Малиот принц, бидејќи крие некој бунар. Ти стануваш одговорен за секогаш за она што си го припитомил, за она што си го засакал. Сите возрастни прво биле деца, но малку од нив се сеќаваат на тоа. Па, драги ученици, останете деца, не брзајте да пораснете, размислете за ликовите, размислете за тоа што тие го презентираат во самиот роман, прочитајте уште еднаш книгата и уживајте во она што е кажано во неа.